Почитувани сограѓани, денес Општинскиот комитет на ДПМН Делчево по кој знае кој пат излезе на пресконференција за да пласира манипулативни и конструирани лажни вести и информации. Имено во врска за вчерашниот состанок на Општинската организација на СРСМ Делчево со генералниот секретар на СРСМ Љупчо Николовски, кој што се одржа во мултимедијалниот центар, вистината и фактите се следни. Мултимедијалниот центар е во собственост на општина Делчево и локалната самоуправа и со него управува локалната самоуправа и градоначалникот на општина Делчево. Лажна и неточна е изјавата од страна на Општинскиот комитет на ДПМН Делчево дека мултимедијалниот центар е во собственост на јавната локална библиотека и дека во низините простории е одржан партиски состанок. Мултимедијалниот центар, како и сите други простории во собственост на општина Делчево и локалната самоуправа, се создадени и изградени за потребите на граѓаните на општина Делчево, за граѓанските здруженија, невладините организации, културно-митничките организации и здруженија, како вклучително и политички организации и партии. За таа цел со одреден паричен надоместок за потребите на сите чинители во организирана форма, просториите во собственост на општина Делчево и локалната самоуправа се изнаемуваат на барање на истите. Тоа од Општинскиот комитет на ДПМН Делчево треба да им биде многу добро познато, затоа што и тие самите ги имаат користено просториите во собственост на општина Делчево и локалната самоуправа за нивни потреби по нивно барање. За таа цел, Општинската организација на СРСМ Делчево поднесе барање по добиена устна согласност и истото барање е архивирано во архивата на општина Делчево. И воедно е извршена уплата со паричен надомест за користење на просториите. Барањето и уплатата се извршени денес од причина што недела е неработен ден. За таа цел е и побарано устна согласност. За небулозата на Општинскиот комитет на ДПМН Делчево да биде уште поголема, уплатата на паричниот надомест и формалното писмено барање се уплатени и доставени до општина Делчево неколку часа пред одржувањето на нивната пресконференција во која што на делчевската јавност и пласираат лажни, неточни и манипулативни информации. По прилог ќе ви ги доставиме самата уплатница и формалното барање до локалната самоуправа. Со сето тоа се испочитувани сите формални постапки за добивање на дозвола за користење на просториите и се потврдува лажната и конструирана вест на Општинскиот комитет на ДПМН Делчево. Почитувани сограѓани од раководството на Општинскиот комитет на ДПМН Делчево, вашата изрека, односно изјава, државата, тоа сум јас, е одлика на едно друго време. Тоа е одлика на вашето време кога бевте на власт и така ја практикувавте и третиравте и државата и општината. Имавте можност цели 11 години централна власт и 8 години локална власт за да покажете што знаете и што умеете. Од сето тоа видовме една апсолутна нула и на крај не доведовте сите нас граѓаните и на општина Делчево и на државата во невиден режим како никогаш досега. Граѓаните тоа не го забораваат. Затоа на предвремените парламентарни избори 2016 година тие кажаа не за ваквото ваше владење и постапување. 2016 година на предвремените парламентарни избори граѓаните кажаа да на изборната програма на СДСМ и коалицијата и својата поддршка за политиките на СДСМ ја потврдија на сите наредни избори, локалните 2017, председателските 2019, како и предвремените парламентарни избори 2020 година. Соочени со фактот дека на локално ниво ги доживувате најтешките порази во вашата партиска историја и дека немате никаква понуда пред граѓаните, вие свесно се одлучувате со лажни вести, манипулации и конструкции да добиете политички поени. Со таквите постапки кажувате само сами за себе и свесно ги креирате и предизвикувате деструктивните процеси во нашето општество. Во Делчево се решаваат децениски проблеми, наталожени од вашето владење и граѓаните тоа го препознаваат. Затоа на граѓаните не им ја подценувајте ниту меморијата, ниту сеќавањата, нити свесноста, совесноста, а пред се интелигенцијата. Многу добро знаеме како било и како е сега. Вашите лажни вести, конструкции, манипулации и дезинформации се лесно видливи, читливи и провидни.
Почитувани сограѓани, почитувајте ги мерките и протоколите за COVID-19 и останете во добро здравје. Благодарам.